Па не игра улога за мене, мислам. Ја се обидувам диалогот да биде со филмот, да биде со делото. Каде и како ќе игра е работа врз која немам контрола и не сакам да се бавам со неја. Затоа што не можеш со се да се бавиш. Мислам, убаво е, фала Богу, тука да игра филмот, убаво е било каде да игра филмот. Колку и како ќе биде разбран, ќе видиме, ама ќе повторам, не е тоа најважно. Најважно е филмот да биде онаков каков што делото само бара. Ова е еден помалку експериментален филм и како тако сум исклучително задоволен. Ова е филм во филм. Ова е лажен синема верите документарец. Бикини Мун е една современа трагедија. Замисли си да си жена која била војник во Ирак, сега живее на улица во Њујорк како бездомник, ќерката ја зеле, затоа што е ментално нестабилна и нејзиниот поглед на стварност, затоа што е ментално нестабилна, затоа што е повратник, е одлична порта во испитувањето на она што не интересира во овој филм, а тоа е нашиот однос кон вистината и тоа како медиумите, во случајов документарниот филм, ја менуваат вистината за која известуваат. Мислам, пишувањето многу повеќе го сакам од неколку причини. Режијата пишувањето е абстрактна дејност и е многу, за мене многу покреативно. Режијата, кога режираш, само цело време си старател. Уствари си старател на сценариото. Значи се грижиш тоа добро да се доведе до градинката. Да не се зезне во режија, да нема погрешен кастинг, да не се сгреши во монтажата или во некоја од фазите. И сето тоа е практично. Кога пишуваш можеш да од нула нешто да измислиш, а кога режираш треба тоа да биде конкретно. Мислам, го имаш тој избор на глумци, или тој избор на локација, или тоа се боите, или мислам и покрај тоа што некој како Мишо може да ти го донесе, оно пак на некој начин мора да се материализира. Значи не е толку слободно и толку абстрактно. И монтажата е релативно абстрактен дел од процесот и затоа го сакам. Ама да, пишувањето многу повеќе од режијата. Режијата е строга робија помалце во споредба со пишувањето. Па следно е Франкфурт, Истанбул, Сарасота на Флорида, Нешвил и не знам, после тоа веќе иде. Менхетен, да, Менхетен фестивал. Мислам дека тој не го прифативме, ама да. Има покана за таму. Со директор на фотографија Джошуа З. Вајнстин, и он во заграда стално кажува дека no relation со Харви. Прв пат работам, ние снимавме еден мал дел документаристички предходниот ноември и директорот на фотографија што го планиравме испадна дека не е слободен за тој еден ден. И Джош улета и снимавме заедно тој еден ден и толку убаво го отсними тоа што требаше на еден таков лесен, лефтерен начин, а да имаш брилијантна слика, што решив да го ангажирам и за целиот филм. Он е млад директор на фотографија и режисер. До сегашниот фокус му е на документарни филмови. Има работено, меѓу другото, и за New York Times, има завршено на Boston University. Во меѓувреме го заврши неговиот прв игран филм, кој се вика Менаш. Играше на Sundance и сега е веќе во дистрибуција, значи он е малку пред нас. Инаку, исклучително око, многу модерна фотографија и многу убава соработка. Ја би сакал и пак да работам со него ако ни се поклопат термините и звездите. За кастингот имавме долг процес, затоа што ќе видите многу се тешки улогите.
не само на бикини, туку и другите. Бикини е прилично тешка затоа што игра и е во секоја сцена во филмот и игра човек со ментална болест. И целото тоа е снимено од позиција на лажен документарец, што значи дека уште потешко тоа да се одработи. Ние вложивме многу напор филмот да личи на синема верите документарец, значи често да биде нечист, да биде прљав, да биде груб, онака како што синема верите документарец би бил. Значи камерата не е секогаш таму кај што би сакал да ја ставиш во игран филм. Некојаш фалат парчиња од приказката, затоа што во документарен филм фалат парчиња од приказката понекогаш. Музиката, како што рече Игор, ние немаме класичен скор, класична филмска музика, него секогаш ја протињаме како музика која доаѓа од радио, доаѓа од некој уличен свирач или од карневал. Истото се однесува, значи, на глумата. Направивме долг процес, траеше неколку месеци, во кој видовме неколку стотини глумци и работев со Еви Кауфман, она е кастинг директор со скоро 200 кредити од Спилберг до Life of Pi, до Brokeback Mountain и така натаму. И класичен начин на работа. Ја прво објаснив какви глумци барам, а тоа се глумци кои имаат занает. Многу е поважен занаетот од изгледот или од тоа дали се они познати или дали се некои во светот на филмот. И екипата на Еви ги снимаше, ми ги праќаше снимките, направивме прв круг, втор круг, трет круг, го стеснувавме и имавме некои, мислам, 6-7 кругови. При најпрвото снимање Кондола глумеше жена со ментални проблеми на еден толку врлив начин, што мене ми беше непријатно кога тоа го гледав. Мисля дека стварно човек кој има проблеми, што нели не би било етички да го ангажираш во филм. Улогата не беше напишана за црнец, за црнкиња, меѓутоа затоа што Кондола беше најдобра од сите глумци што ни се пријавија, го адаптиравме малку сценариото и тоа влезе. Она веќе е звезда во огромен успон, има 3 номинации за Бродвејски Оскар за Тони, во моментов е во Јованка Орлеанка на Бродвеј, игра во Милиарди на Showtime. Мене ми беа многу интересни и многу се суптилно одиграни улогите на што ги играат Сара Голдстин и Вил Джановиц, затоа што они играат несимпатични ликови на прилично комплексен начин и улогите нивни не се толку бомбастични, не се толку големи, а се страшно добро одиграни. Мислам соне да се работи со екипа и со глумци во Њујорк. Битна ми е приказката, битна ми е емоцијата. Ова се друго што прашуваш е начин да се дојде до тоа да го имаме она на платно. Овој филм и оваа приказка не можев ни да очекувам да бидат поддржани од Македонија, иако во некоја друга поубава констелација можеби Македонија би се грижала за своите автори на еден друг начин. Ја не сакам уопште да се бавам со целиот тој период и со сите нефилмски проблеми кои ги имав во мојата филмска работа тука. Направи филм, јас сум многу задоволен, се надевам дека и на луѓето ќе им се допадне и тоа е битното.